Ќе започнам со провокативен цитат од Девид Вајли. Во 2020 вели дека универзитетите ќе бидат ирелевантни. Секако малку има и дано нијанси, особено ако не се прилагодат. Значи, студентите ќе одат кај оние универзитети кои што ќе користат повеќе технологии. Тоа се заснова врз изјавата на Бренски 2001. Студентите се домородци дигитални, а професорите се дигитални имигранти. Наставниците и професорите тешко се прилагодуваат кон нови технологии, а студентите се многу прилагодени. Нема да верувате во ова многу, бидејќи е мид веќе. Им предавам на моите студенти за интернет технологии и знам дека повеќето од нив го знаат како да ги користат овие работи за забава и за комуникација, но не знаат да ги користат овие технологии за професионални потреби. Дури не знаат ни да користат Google доволно добро. А камоли да користат попаметни софтвери од Google. Значи Пренски вели дека образовниот систем денеска не е создаден за денешните студенти. И тоа исто така е лажна претпоставка, бидејќи училиштата кои што ги имаме денес и методите за учење никогаш не беа добро создадени. Но во текот на вековите се има проширено, но се има променето. Да, има и во основни и во средни училишта наставниците менуваат методи за предавање, но наставниците имаат обука и, што е најчудно, во повеќето држави, универзитетските професори не им треба педагошки обуки. Добро, имате доктора науки сте, добро истражувате, автоматски значи дека сте добар наставник. И овие професори си велат, добро, ќе си предавам како што ми предава мене професорите, видете колку сум добар сега како производ на тој систем и сигурно сум добар резултат. Меѓутоа во меѓувреме има нови методи за предавање. Знаеме за научни истражувања што подобро функционира. Знаеме дека не е добро само да им се предава на студентите, ви требаат подобри методи за предавање. Значи не е добро што јас треба да работам се, треба и вие малку да поработите на тоа, меѓутоа сакам да ве замолам, размислете за вашата работа, дневна работа. Колку знаењето што ви е потребно за вашата работа, се уште ви е во главата. Или колку треба да побарате, колку ви е во глава директно, колку може да кажат дека знам повеќе од 75% од работите што ми требаат. Никој. 75 до 50% од тоа што ми треба дневно, 50 до 25%, 2-3 од вас, помалку од 25% знам од старт, добро, останете спиете веќе, добро, нема проблем. Значи во 86-та кога го поставивме тоа прашање, луѓето кажуваат дека знаат повеќе од 75%, а во 2010-та велат дека само 10%. Да. Знаеме дека не ни е во глава, туку е во мрежата, но мора да се смени тоа. Значи, колку повеќе учиме, толку повеќе сваќаме дека има многу работи што не ги знаеме. Проблемот со образованието е дека колку повеќе учат, покреативни стануваат. И денеска е многу битно да се биде креативен, да се има предприемачки дух. Тоа е многу поради нашиот образовен систем. Научени сме направете ова и после тоа студентите треба да бидат креативни во професионално поле и не знаат веќе како да го прават тоа. Може би има и нов тренд. Сте слушнале за масивни онлайн курсеви отворени, кај што може би 40.000 студенти следат еден курс. Да, тоа е може би иднината на високото образование ќе биде онлайн, ќе биде слободно може би, луѓето нема да треба да плаќаат. Мислам дека малку е утопија за ваквото тип на размислување. Овие курсеви се добри, меѓутоа курсевите беа добри
за тие што си ги избрале курсевите. Не се типични 18 годишни студенти. Обично над 26 годишна возраст се луѓето кои што веќе работат во нивната професија и да, тоа се добри професионалци не само за да учат од содржина, туку добро функционираат на овие, но ако гледате процентот на тие што се откажуваат, дека е голем, така што не е замена за традиционални универзитети. Добра дополна е тоа, но не може да ги замени универзитетите. Всушност, кај нас е малку почудно, го слушнав овој во другите држави исто така, гледате трендови на студенти кои што физички сакаат да се сретнат. Пробавме кај нас да направиме нова програма за далечинско учење, меѓутоа самите ученици и студенти бараат да се сретнат во една училница. И самите кажат дали може да учиме во библиотека, во ресторан, за да бидеме заедно. Зошто се враќа овој тренд во последните години, бидејќи студентите дома имаат толку работи што им го довлекува вниманието, како Facebook и слично. И секогаш им попречува во учењето. А кога се во библиотека и гледат како и другите учат, знаат дека треба да бидат тивки и да се фокусираат, многу поефективно учат на тој начин.